По вчерашното нагло зголемување на цената на нафтата, денес таа забележа значителен пат. До $90 за барел е денешната цена, $30 помалку од вчера. Ова намалување доаѓа по изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека војната со Иран ќе заврши многу брзо. Наскоро војната ќе заврши. Нема да дозволам терористичкиот режим да го држи светот како заложник и да се обиде да ги прекине глобалните испораки на нафтата. Иранската револуционерна гарда пак денес изјави дека нема да дозволи извоз на ниту еден литар нафта од Блискиот исток, доколку САД и Израел продолжат да напаѓаат. Дополнителен притисок врз цената на нафтата создава последниот потек на клучните производители во регионот: Саудитска Арабија, Обединетите арапски емирати, Кувајт и Ирак, кои почнаа значително да го намалуваат производството како последица на блокадата на Ормускиот теснец. Според економскиот аналитичар Алберто Белорин, цените на нафтата ќе варираат во зависност од случувањето на Блискиот исток. Цените веројатно ќе реагираат на секоја ескалација или намалување на конфликтот. Според економскиот аналитичар Сурво Сакрар, изјавата на Трамп дава сигурност поради што се смируваат пазарите. Јасно е дека коментарите на Трамп за крај на војната ги смирија пазарите. Иако вчера имаше претерана реакција на растот, сметаме дека денес има претерана реакција на падот. Од почетокот на нападот на САД и Израел врз Иран, цената на нафтата на светските пазари значително се зголеми, но по назначувањето на Моштаба Хамнеи за нов врховен лидер, тие има дополнителен скок. Цената на суровата нафта од типот Брент скокна на речиси $120 за барел вчера, што е нејзин најголем еднодневен раст, пред да падне по $99 за барел, колку што изнесуваше цената кога започна руската инвазија на Украина.